Вага, хороскоп за август. Овој хороскоп е за забава и инспирација, слушај со интуиција и земи од него само што ти резонира. Но верувај си најмногу на себе си. Време е да застанеш на страна на својот внатрешен мир. Август носи нова рамнотежа. Повнатрешните превирања и надворешните предизвици од претходниот период, сега добиваш можност да ја вратиш својата сила преку хармонија. Овој месец ќе ти покаже дека понекогаш најголемата промена не доаѓа преку акција, туку преку ослободување од внатрешниот отпор. Љубов и односи. Во љубовта, август е месец на нежни разговори, длабоки погледи и искреност. Ако си во врска, можно е конечно да се надминат некои недоразбирања што долго те мачеле. Ке чувствуваш потреба за емоционална блискост и заедничка визија со партнерот. Оние ваги што се во долги врски може да разговараат за идни чекори, како заедничко живење, патување или некој нов проект. Ако сте слободни, не брзај. Август носи предизвици кон самосознавање. Можна е средба со личност која те привлекува не само физички, туку и духовно. Но не заборавај, најважната љубов си ти самата. Овој месец прво засакај се себе си, а потоа дозволи другите да го почувствуваат тоа. Кариера и финансии. Работата и финансиите се стабилизираат. Ке добиеш јасност околу некои планови што долго време биле во магла. Ке се почувствуваш подготвена да превземеш одговорност за својот пат, без повеќе одложувања. Можно е ново деловно партнерство или ќе добиеш понуда што ќе те натера да излезеш од комфорната зона. Немој да се плашиш од ризик ако срцето ти вели да. Важно е само да не правиш компромиси со своите вредности. Финансиски, ќе треба подобро да го организираш буџетот. Иако нема големи кризи, можда е неочекуван трошок кој ќе те натера да размислиш два пати пред да потрошиш. Учи од тоа. Здравје и благосостојба. Август носи повик за враќање кон себе. Ако си чувствувала исцрпеност или немир, сега е момент да создадеш навики што ја подхрануваат твојата душа. Рутините, како утринска тишина, лесни прошетки, медитација или јога, ќе имаат моќен ефект врз твоето здравје. И обрати внимание на телото. Ке ти дава знаци кога нешто не е во ред. Но не ги игнорирај сигналите за одмор. Овој месец не е за туркање на граници, туку за слушање на внатрешниот глас. Најдобри периоди од 10 до 16 август. Енергетски силен период за нови одлуки во кариерата и љубовта. 21-26 август. Креативна експлозија. Користи го за пишување, креирање или важни разговори. Период од 28 до 31 август е време за затворање на некои циклуси. Напиши писмо што никогаш нема да го пратиш. Прости. Предизвици и совети за овој месец. Најголем предизвик – нестабилна концентрација и ментален замор. Страф од конфликти што те спречува да кажеш што на вистина мислиш. И секако потиснување на емоции. Но немој да се плашиш од сопствената длабочина. А совети е да бидеш искрена пред себе. Каква вистина одбегнуваш? Не мораш да избираш меѓу мир и прогрес. Можеш да ги имаш и двете.
И простувањето е клучот што ќе ја отвори следната врата во твојот живот. Драги ваги, август е твојата шанса да си го вратиш сопствениот центар. Светот околу тебе ќе се смири кога ќе го најдеш мирот во себе.